Прв ден е од изборната кампања во 80 општини и градот Скопје за избор на нова локална власт. 19 политички партии и 63 независни листи поднесоа кандидатури за градоначалници и советници на овие локални избори. Топ тема на ваша страна од вечерва го почнува својот изборен караван и ја организира првата таунхол дебата. Овде од Народниот театар Јордан Хаџиконстантинов Џинот во Велес, каде што ќе се соочат кандидатите за градоначалник на овој град. Кои се предизвиците пред велешани и кои се кандидатите за градоначалници? Некогаш познат како Вила Зора, некогаш викан Титов Велес, денеска само Велес. Шестиот град по број на жители во земјава е една од лулките на македонската култура, градот на гемиџиите, градот на Кочорацин. Ако порано важеше за најзагаден град во земјава, денес, заедно со топилницата, исчезна и загадувањето, но наталожени се други сериозни проблеми. Големата невработеност ги создаде Франкфурт мафијата и феноменот лажни вести, па многумина денес го викаат и Трампов Велес. Пред локалните избори велешани ги мачат истите проблеми: недостиг од работни места, сообраќајот, инфраструктурата. Тројца кандидати на овие локални избори ќе се обидат да ја добијат довербата на велешани за градоначалничкиот мандат во следниве 4 години. Славчо Чадиев од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, поранешниот градоначалник Аце Коцевски од коалицијата предводена од СДСМ и Гоце Чучков од Народното движење на Македонија. Првата таунхол дебата на топ тема на ваша страна одовде од Велес со првото соочување на кандидатите во кој главниот збор ќе го има публиката, односно велешани, почнува за кратко. Локални избори 2017 од Народниот театар Јордан Хаџиконстантинов Џинот во Велес. Добре дојдовте во првата таунхол дебата на топ тема на ваша страна. Овдека не сме без причина. Не сме само за да ги представиме кандидатите и нивните програми, туку и да ги соочиме со дел од вашите прашања. Присутната публика која се одзва на нашата покана да присуствува на оваа дебата, представници на граѓанските организации. Но нашите правила предвидуваат и секој од кандидатите, односно неговите поддржувачи, да има право на прашање, но тие може и смеат да бидат насочени единствено против кандидатот од другата партија. Бидејќи локалните проблеми најмногу ги познаваат и новинарите кои работат во Велес. Во последниот дел кандидатите ќе ги вкрстат нивните програми со прашањата на дел од моите колеги од Велес. Публиката ќе ја замолам да се воздржи од скандирања, свиркања, овации кон било кого од кандидатите. Освен во овој момент, кога на сцена ќе ги поканиме кандидатите за градоначалници на Велес. А првиот кандидат кој што вечерва го представуваме е господин Аце Коцевски, кандидат за градоначалник од коалицијата предводена од Социјал-демократскиот сојуз на Македонија. И господин Гоце Чучков, кандидат на Народното движење за Македонија. Повелете. Да нема забуни зошто завршуваме овдека. На дебата беше поканет и Славчо Чадиев, кандидат на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, меѓутоа и господинот Чадиев и Централниот изборен штаб на ВМРО ДПМН ја одбија поканата да присуствуваат на вечерашната дебата. Жалиме за нивната таква одлука, конечната одлука пак на граѓаните, тие ќе ја дознаат на изборите на 15 октомври. Како што најавив, почнуваме со сет прашања кои што ги подготви продукцијскиот тим на топ тема на ваша страна, како вовет и загревање за она што следува, а тоа се вистинските проблеми и прашања кои ќе произлезат од нашите вечерашни гости, главно представници на граѓанските организации. Господине Коцевски, почнуваме со вас.
Во овој дел само да подсетам од дебатата и двајцата имате право на одговор од 1,5 минута, реплика од 45 секунди и контрареплика од 30 секунди. Јас ќе ве подсетувам доколку го прекорачите времето. Бевте градоначалник од 2002 до 2009 година. Последните избори ги загубивте. Каков нов живот за сите, како што е во Велес, како што е вашиот слоган, можете да им понудите на велешани кога 7 години сте биле во можност да градите поубав Велес? Благодарам, мала корекција. Јас бев градоначалник од 2000 до 2009 година и изборите не ги изгубив, туку изборната победа ми беше украдена заради сите марифетлаци што тогашната централна власт ги направи меѓу првиот и вториот круг, што е спротивно на избирачката волја на граѓаните на Велес. Токму затоа сега очекувам дека граѓаните на Велес, затоа што може да направат разлика како е воден Велес сега, а како беше воден додека јас бев градоначалник, ќе може да направат вистинска разлика и ќе имаат можност да ја исправат големата неправда која ми беше направена на претходните избори. Социјалдемократскиот сојуз заедно со своите коалициони партнери нуди една амбициозна, но реална и остварлива програма со која ќе ја побараме довербата. Денеска почнува кампањата, ќе се обидеме да стигнеме до секој домаќинство, до секој граѓанин, да ги презентираме нашите визии и идеи, да ги сослушаме барањата и потребите на граѓаните, да ја побараме нивната доверба и потоа заедно со нив да направиме многу повеќе за животот во Велес да биде многу поубав, за да може младите на Велес да не се иселуваат во странство, туку својата сегашност и иднина да ја градат тука на родното огниште, а не некаде во белиот свет. Ви благодарам. Господин Чушков, главното мото на вашата партија е дека со вашата, а и со кандидатурите на останатите кандидати од вашата партија, сакате да ставите, односно како што велите во програмите, да го разбиете двопартизмот во Македонија, кој што е штетен за државата. Која е штетата за велешани од досега доминантното двопартиско менување на градоначалниците и што е она што вие поразлично може да им понудите како алтернатива? Па добро е, вака ќе бидам отворен. Мене ми е навистина би требало тука да дојде и другиот кандидат за градоначалник, ама тоа си е негова работа. Точно е тоа дека нашата програма е направена врз основа на сето тоа што сегашниот градоначалник ја испуштил. Јас не можам да кажувам за господинот Коцевски, оти знам што направил, како направил. Бидејќи кај нас имаше 20 градоначалници. Првиот беше господинот Азе Коцевски, вториот беше господинот Чадиев. Додека господинот Коцевски правеше мостови пешачки, за пешаци, и од една, и од друга страна. Дигна работи во тунелот, што навистина беше таму, имаше доста луѓе кои што беа задоволни од сето тоа. Да не зборувам за игралиштата, да не зборувам за другите работи. Имате уште само една минута, и уште нешто само ќе кажам. Што е она што вие како алтернатива ќе го понудите? Искрен да бидам. Не очекувам ни од ВМРО ДПМНЕ, ни од СДС ништо. Затоа што знам дека се тоа две големи партии кои што паратно ќе доминираат. Се работи за оние што се неопределените. Немојте да мислите дека ако сега биле тие двајца и сега не мора да биде истиот еден од тие двајцата. Секој човек сака сигурно било да едноставно ги праша, влезе кај граѓаните, да ги праша што е битното што вас ви треба. Јас можам тука да прочитам 20 работи што треба да бидат. Ако да не го... Ќе имате можност за тоа, да, со дополнителни прашања и од публиката. Дали има нешто реплика или контрареплика? Немате. Одиме со второто прашање до господин Коцевски. Во својата програма велите дека Велес една деценија е неуспешна општина, обременета со илјадници проекти. Кои се 5 клучни проекти кои што според вашиот слоган и според вашата програма треба да го вратат животот за сите во Велес?
Па вака, додека јас бев градоначалник, Велес беше убедливо најдобра општина во Македонија, која ги доби сите домашни и меѓународни награди и признанија, без долгови и без превработеност. Сега општина Велес е сосем просечна општина, со огромна превработеност, со партиски заслужни кадри, наместо со стручни и професионални, и со големи долгови од кои глава боли. Ние, дефинирајќи ги нашите 5 врвни приоритети, одевме по тоа кои се клучните проблеми на граѓаните на Велес. Велешани имаат горен проблем заради тоа што зелениот пазар не е соодветен и еден од нашите врвни приоритети е да направиме нов трговско-деловен центар, градски пазар. Потоа тргнавме од тоа дека паркирањето во Велес е исто така огромен проблем и затоа дефиниравме 2 големи проекти за да го решиме тој проблем. Да направиме катна гаража во центарот на градот и да направиме повеќе паркинзи врз железничките пруги таму каде што тие поминуваат низ Велес. Ако истече времето да Имате застане. уште 30 на секунди, повелете со оглед што Потоа сте голем, двајца кандидати, ќе бидеме и малку голем полиберални. проблем за Велес е исто така кога неговата конфигурација на теренот, кога ќе настанат големи обилни дождови од високите делови над градот, сите води се слеваат во централното градско подрачје преку улицата Благо Ѓорев, затоа предвидуваме изградба на еден собирен канал преку кој водите ќе се прифатат и ќе се канализираат до реката Вардар. За другите проекти ќе зборувам малку подосна, би спомнал само дека еден од нашите врвни приоритети ќе биде и гасификацијата на Велес. Пред се предвидуваме гасификација на индустриските и деловните објекти во прва фаза, а во втора фаза и на индивидуалните домаќинства и на колективните стамбени згради. Ви благодарам, господине Чушков. Истото прашање и за вас. Кои се 5 клучни приоритети со кои би ги увериле велешани дека треба токму за вас да го дадат нивниот глас? Видете вака, Велес е специфичен град. Имаме лева и десна страна. Десната страна забрзано се повеќе и повеќе се гради, се прави, се дигаат станови, се прават згради и така натаму и така натаму. Значи тие ги имаат извънредните услови за да можат убаво да живеат. Бидејќи јас сум од левата страна на градот Велес, која што едноставно до сега не е ставено, освен овчето што го стави господинот Коцевски за да можеме да поминуваме како пешаци, од другото ништо не е направено. Јас конкретно живеам на улица Академик Пенчо Давчев, која што се води како регионален пат. А во тој регионален пат има над 112 куќи со улица и со број. Толку пати бевме цело време да побараме дека не сме регионален пат, заради тоа што јас го викнав и командирот на полицијата и му реков, дали ти си видел регионален пат кај што има пешачки премин? И човеков не знаеше да ми одговори. Имате уште 30 секунди време, Втора работа. 5 проекти. Втора работа е тоа. Дека бараме да се направи исто такво мовче, како што се беше направено, и тоа да излегува од бавчите на Лозар, вие мислам од бавчите што се, пошто таму има доста големи... Барате или го нудите тоа како кандидат? Ние го нудиме тоа како решение заради тоа што не можат луѓето да си најдат паркинзи. Друго е, ќе остави колата на едно место, ќе си отиде пешки, ќе си заврши работа. Центарот е главниот дел на градот. Ако ние го добиеме да тоа мовче да излегува точно на ликовниот салон, таму ќе има сите институции ќе му бидат на располагање без да троши ни бензини, ни паркинзи да бара, ни други работи. Веројатно ќе имам повеќе прашања во продолжение, а од мене уште едно. Идентично е и за двајцата. Господине Чушков, во овој пат би почнал од вас. Ветувате подобар живот, инфраструктура, локален економски развој, конкретни проекти за градот. Како лично, како кандидат за градоначалник, би се чувствувале доколку сте жител на дел од 30 села во Велешко, кои во 21. век се уште немаат вода и канализација. Точно е тоа. Ја пред 2 дена бев таму и видовме што е и како е работата. Таму има популација голема, тоа е албанска популација, во која што јас живеам со тие луѓе. Тие луѓе живеат и со нас. И знаете што кажуваат? Дека секое дете таму од 1 до 8 одделение има шерикија коли. Они немаат вода. Прашањето е како вие би се чувствувале да живеете таму, а не во градот, и што би направиле за тоа да се надмине? Многу убав пример ми дадовте. Јас им реков вак, задва се хидросистемот Лисич. 5 километра го делат хидросистемот Лисич со селото Бузалково.
со тоа што ќе се стави филтер на речи го на водата. И сега им викам, имате огромни куќи, куќи големи, а се уште се бањате во корито. Ако се соберевте сите, ќе направивте една мрежа од 5 километри, сигурно ќе помогнеше кој да биде градоначалник. Башка на тоа. Ама, сигурно ќе му текнеше на некој да реше, дај на луѓево да им дадеме да живеат. Дали имате вие решение? Ја немам решение затоа што јас сум агроном инженер. Тоа решение ќе го барате господин Коцевски. Кажувам отворено, ја не можам од Бербер Ковач да бидам. Но се кандидирате за градоначалник и со ова како да го прогласувате господин Коцевски веќе за градоначалник. Сам ако размислува, тогаш ќе биде тоталитарен градоначалник како што го имаме сега, тоталитарниот градоначалник. И токму заради тоа, добро е што ние заедно може ли да ви кажем уште нешто? Може ли заврши вашето време, ќе има многу прашања. Уште една минута, уште 5 секунди. Да. Може ли началник на урбанизам на Волкава општина да биде човек што има завршено земјоделски факултет? Ви води тоа во глава? Ама е важен партиски кадар. За жал, главниот на актуелната администрација не е овде да одговори на тоа прашање. Господине Коцевски, истото прашање и за вас. Како би се чувствувале кога би биле жител на овие населени места кои на прагот од 21. век немаат основни екзистенцијални услови за живот, како што се водовод и канализација? Се разбира, жалосно е што е тоа така. Македонија со тоа и Велес е исклучително неравномерно развиена држава и општина со огромни разлики помеѓу одредени делови од државата и помеѓу градовите и селата на територијата на општините. Во 21. век да се нема вода навистина е нешто што не би требало да се прифати, затоа ние во нашата изборна програма предвидуваме редица проекти со кои ќе ги разрешиме овие проблеми. Всушност тие ќе беа решени доколку не завршеа претходните избори така како што завршија. Ние предвидуваме изградба на препумпна станица и цевковод со кој жителите од селото Бузалково, а потоа и од селата Сливник и Клуковец ќе ги поврземе, тоа што господин Чушков го зборуваше, на градската водоводна мрежа од хидросистемот Лисиче. Потоа предвидуваме да се разрешат сите проблеми во селото Горно Оризари, кое е најголемо селско населено место на територијата на општина Велес, каде што има големи проблеми во текот на летните месеци заради недостиг на вода да ги разрешиме. И исто така предвидуваме и други населени места во општината, како што е Отовица и други, да се поврзат на системот за водоснабдување градски од хидросистемот Лисиче. А исто така предвидуваме и повеќе зафати за да го решиме проблемот со третманот на фекалните отпадни води, како во селото Горно Оризари, така и во другите населени места на територија на општината. Ви благодарам. Ова беше само загревање, а вистинските прашања верувам дека ќе следуваат сега. Ги молиме само воведни напомени за сите оние од публиката кои што ќе поставуваат прашање. Прво да се представите и јасно да назначите дали вашите прашања се насочени кон еден или кон двајцата кандидати, а почувајќи од сега натаму, наместо мене им се обраќате на вашите сограѓани. Повелете со првото прашање. Здраво на сите. Најпрво да им посекам на кандидатите за градоначалник ФЕРП и успешна кампања. Се викам, јас сум Владо, од ДРГЗП доаѓам и би сакал да ги прашам 20 кандидати. Би било добро да му поставиме прашањето и на третиот, но бидејќи не е тука, тоа е тоа. Младите во Велес се вклучени и активни, со години работат, односно волонтираат и го донираат своето време во невладините организации во кои што тоа го прават со години. И можам да потврдам, барем за нашата, а и за оние кои што ги познаеме нивната работа, дека тоа успешно го прават. Прашањето ми е, иако постои младенски локален совет во општина Велес, работата негова е скоро непозната за сите велешани. На кој начин планирате вие, младите, да ги вклучите во работењето на идната локална самоуправа и може би имате некои си конкретни работи кои што ќе можете да ги споделите со нас? Благодарам. Господин Чушков. Добро вака. Многу убаво кажувате, иднината е ваша. Ние полека ќе бидеме. Работата е во нешто друго. Ние имаме недоволни средства од социјалната помош за животот што го туркат населението во сива економија. Ние сме тотално во сива економија. Сето тоа се манифестира во семејството. А што се однесува до младите генерации, се профилира лош модел за идните генерации. Каков е тој модел за идните генерации,
Ако ти не му дадеш на еден млад човек што завршил факултет, има и луѓе што завршиле факултет и не може да се запаси после 3 до 4 години, заради тоа што треба да примат партиски кадар, кој што не знае врвците да си врзе. Ги знам многу добро работите, јас и во едната и во другата партија не толку, колку во таа првата партија. Работите во нешто друго. Мора да се направи судниот градоначелник, кој да биде. Нешто да се направи за младата генерација. Знаеме ние кај се наши... Господинот Коцевски беше првиот што ги донесе луѓето од Франкфурт мафија заедно со германската амбасадорка. Точно ли беше така, господине Коцевски? Така беше. Моравме да побараме некој објект, некој проект, за да можеме да ги задржиме овде луѓето, за да можат да работат, а не да ги носат со лисици. И тоа го заборавија луѓето што дојдоа после, да не кажам како беше понатаму. Значи, младината знаеме дека живее во лоши услови. Јасно ни е тоа нас. Сега, која има луѓе, млади луѓе кои што се во невладини организации. Тие невладини организации вршат многу голема работа. Јас ги гледам тука луѓето со кои што сме оделе и сме дебатирале во претежно со Писарев кога беше работата. Сме дебатирале, сме разговарале што може да се направи, како може да се направи нешто. Има еден друг проблем. Велес е рурален град, не е урбан град. А за жал, баш руралниот град, што е сега, што се прави сега, што мисли да се прави, го наместија луѓе, верувајте, во населба Трпезица број 5, кај што сум и таму председател на заедницата, таму кај што се сунчаат желките и змиите. И ми носат мене еден план. И ми викаат на овој план че има... Да ве подсетам дека времето истекува, па малку концизно како ќе ги вклучите младите во 10 секунди, бидејќи сакам да вклучиме поголем број прашања. Добро, сепак да не претерувам јас стварно. Хајде запрем. Ќе имате прилика на следните прашања. Истото прашање се однесува и до господинот Коцевски. Благодарам за поставеното прашање. Се работи за еден принципиелен, односно непринципиелен однос на претходната централна власт и се уште актуелната локална власт, заради тоа што тие има еден огромен степен на недоверба кон граѓанскиот сектор, кон невладините организации, обвинувајќи ги често пати дека се продолжена рака на Сорос, дека се внатрешни непријатели и надворешни непријатели. И од таму треба да ги влечеме корените зошто беше односот таков каков што беше. Јас се согласувам дека Младинскиот совет не функционираше затоа што нивниот пристап беше се што може да стават под своја капа, се да стават под контрола. Заради тоа и не можеа да дојдат до израз идеите на младите организирани во Младинскиот совет. Мојата мисија во наредниот период, доколку ја добијам довербата на граѓаните, ќе биде да го споставам повторно како некогаш прекрасни релации со граѓанските организации, со невладините организации. Вие добро се сеќавате како беше тогаш, какви просторни и други услови добивавте, колку заеднички проекти реализиравме, колку партнерства правевме пред се за заштита на животната средина и природата, поврзано со загадувањето од топилница, креирајќи ја заеднички зелената коалиција. Затоа ние имаме многу проекти насочени пред се кон младите, затоа што сите анкети покажуваат дека најнезадоволни во Македонија од својот статус се младите генерации и особено внимание ќе посветиме во наредниот период со фокус на многу проекти кои ќе бидат важни за младите, меѓутоа проекти кои претходно заеднички ќе ги дефинираме за да ја погодиме целта. Ви благодарам и за првото прашање. Одиме со второто прашање. Би ве замолил да се представите со цело име и презиме и целосно име на вашата организација, доколку доаѓате од невладиниот сектор, бидејќи кратенките си ги знаете вие, но не и по широката публика. Повелете со прашање. Добар ден на кандидатите и на присутните. Благодарам за можноста да се обратам. Јас сум Диме Велев. Доаѓам од Фондацијата за локален развој и демократија Фокус од Велес. И моето прашање е во контекст на тоа што почна и кандидатите, им благодарам да го отворат како прашање, а тоа е дека ние добри пред 7-8 години, ако нешто стварно бевме сјајни и значајни, беше по највисоката оценка за локална демократија, односно демократско управување со општината
од страна на локалната власт комплетна. Моето прашање е дали мислите дека треба да се продолжи овака со деградиран граѓански сектор и оставен на улица без деловен простор, кој што е поделен на два дела, добро ви е познат, организациите кои што носат средства, реализираат проекти во интерес на граѓаните, нема време сега да ги кажуваме резултатите. Да одиме со прашањето. Мислите ли дека треба да остане така или мислите дека треба просторот што го користи, што го има општината да се користи во заедно со оние организации кои што ќе решаваат проблеми на граѓаните? Господине Куцевски, почнуваме со вас со одговорот. Да, па ние имаме, како што рече господинот Велев, многу позитивно искуство од претходните мои 2 мандати. Служевме за пример на другите општини во Македонија, па би рекол и во регионот, за тоа како треба да се соработува со невладиниот сектор за да се прават многу добри дела во интерес на граѓаните на Велес. Јас се надевам дека ќе имам прилика тоа што запре пред 8,5 години да го продолжиме повторно со многу поинаков пристап однос кон невладиниот сектор, со многу поголема доверба, со градење на нови партнерства за заеднички да може да влечеме многу средства од предпристапните фондови на Европската Унија, од фондовите за прекогранична соработка и од други донатори, за да реализираме бројни проекти кои ќе бидат во интерес на граѓаните и кои ќе го подобрат квалитетот на живење, за да може невладините организации да ја извршуваат својата мисија и визија, ќе обезбедиме деловен простор кој е во собственост на општината, а не е неопходно потребен, за да може таму во тие простори да се создадат неопходни предпоставки за креирање развој на многу идеи за невладините организации. Господин Чушков. Јас се согласувам потполно со младината. Знаете зошто? Од имам 4 ќерки, 4 внуки, 1 син. И многу добро им ги знам што имаат и како има. Работата е во тоа, што во еден момент, едноставно, што вика господинот Коцевски, сите сакаат да ги пикнат горе во салата што е за на ДВМР ДПМН. Им ги зедоа просториите. Нема луѓето, децата кај што да прават и што да работат. Друга работа е, дека тие луѓе имаат капацитет. Можат, што вика и градоначалникот, мислам, идниот градоначалник, има место, има можност да се направи сето тоа. Ја познавам толку куќи што се квалитетно уште стојат. Дали прашањето беше конкретно да бидеме прецизни, дали би дале простор или простори кои што се во собственост на општината, доколку бидете избран за градоначалник, за невладините организации и за младите? Знаете што? Кога зборуваме за невладините организации, тук има список од 13, тоа се лица со жртви на семејно насилство. Сега зборуваме конкретно за младинава. Во мојата населба, кај што живеам јас, има многу деца. Сега што направивме ние? Имаше една куќа така растурена, руинирана, направивме колку толку да дигнеме. Да седнат, да не се трујат со алкохол и со дрога и така натаму и така натаму. И токму заради тоа што вика и господинот Коцевски, нив им е потребно да се дружат. Дружењето е многу голема работа. Секој ќе даде по некој предлог. Ви благодарам многу. Одиме со следното прашање. Ве молам, представете се и назначете до кого е прашањето. Здраво на сите, јас сум Даниела Саздова, доаѓам од Фондација за локален развој и демократија Фокус од Велес. Моето прашање ги се однесува на двајцата кандидати за градоначалник. Досегашните искуства говорат дека финансиските средства кои што се распределуваат од општинскиот буџет за граѓанските организации не секогаш завршуваат со отчет кон граѓаните. Дали сметате дека треба да се смени пристапот или можеби условите и критериумите според кои ќе се распределуваат овие средства на граѓанските организации се со цел нели да се користат за проекти кои што ќе решаваат проблеми од витално значење за граѓаните на локалната заедница? Господин Коцевски. Па вака, граѓанските организации по дефиниција се граѓански и не треба да бидат продолжена рака на политичките партии во главном на оние кои се на власт. За тоа да биде така, треба да се има соодветен пристап и однос, да има претходно направено критериуми според кои на рамноправна основа ќе може средствата кои
се од сите граѓани собрани во буџетот на општината како даночни обврзници, да се поделат на невладините организации кои имаат најдобри проекти и најдобри идеи без никаква пристрасност. Само на тој начин мислам дека ќе бидеме правични и ќе придонесеме да имаме еднаков однос кон сите невладини организации, а не да ги делиме според тоа дали ни се блиски или не ни се блиски. Мора да го кажам и тоа дека за жал во Македонија има многу кобајаги граѓански невладини организации кои всушност се по партиска директива основани. Мислам дека во наредниот период времето на тие организации треба да згасне, да бидат завршено минато време и да бидат на сцена тие граѓански организации кои навистина се фокусирани кон граѓаните, а не да бидат продолжена рака на политичките партии. Благодарам за одговорот, господин Коцевски. Господин Чушков. Вака сега. Право е младата госпја што го кажа тоа или господица. Сето тоа е во ред. Арно, ама, ние мора едно да кажеме. Дека толку години бевме во рок начукани, на некој начин. Имаше луѓе што можеа да прават што сакаат, имаше луѓе што понатаму тераа. Кога може на еден ќосето да му се прави толку големи, таму што ти ја знам и ти ја знам, тогаш сигурно вие младите треба едноставно, заедно со идниот градоначалник, да си најдете еден заеднички јазик. Јас ќе ви кажам еден случај од мојата урбана заедница, што е најголема во Велес. Ние сами си направивме кошови, сами направивме за одбојки игралишта, сами направивме игралишта за фудбал. Ако е така, чуму локална власт, чуму градоначалник? Не. За компромис треба двајца. Бадијала јас зборувам цело време. Тие не направиле. Тоа е работата. Значи, на нив го оставаме градот. Ние полека ќе си најдеме своји решенија. Но одговорност на локалната власт и идниот градоначалник е да ги решава проблемите. Благодарам за прашањето. Одиме со следното прашање од публиката. Повелите. Здраво, моето име е Кристина. Јас, Кристина Пеева, доаѓам од фондација Фокус. Моето прашање е упатено кон двајцата кандидати за градоначалник. Гледајќи ја на страна успешната работа на невладините организации во изминатите 10 години, колку тие се успешни во тоа да регрутираат луѓе и да им дадат простор и начин за тие повеќе да се надоградуваат, што е тоа што вие ќе направите, се со цел да ги мотивирате основците и средношколците да земат поголемо учество во општествените проблеми и да успеат повеќе да влијаат едноставно во општеството со тоа што ќе се фокусираат на вистинските вредности и ќе ставаат акцент на вистинските проблеми. Што е тоа што вие ќе им понудите на средношколците и на основците и како ќе ги натерате повеќе да имаат влијание во општеството. Господин Коцевски, почнуваме со вас. Благодарам. Па јас мислам дека најважно е за основците и средношколците општината согласно нејзините надлежности по процесот на децентрализација на власта да им обезбеди добри услови за школување. Значи да има добри училишта, енергетски ефикасни, добри училници, соодветни наставни планови и програми, квалитетни професори кои ќе можат добри знаења да им пренесат за да создадеме генерации кои ќе можат да одат напред, да креираат и да создаваат, како што Велес знаел да биде во минатото расадник на многу видни, угледни луѓе кои оставиле трајни белези во историјата и просветата и културата на македонскиот народ и држава, а за другите работи се разбира преку младинските форми на организирање, преку средношколските и училишните заедници треба да се направат соодветни проекти за да може младите да се навикнуваат, да бидат да учат од повозрасните пред се од членовите на Советот на општината и од градоначалникот, а потоа и со нивните идеи да можат да влијаат врз креирањето на политиката на општината за прашањата кои нив ги засегаат и се разбира потоа и да учествуваат во контролата на власта за пакетот на надлежности кои се однесуваат на учениците од основното и од средното образование. Благодарам, господин Чушков. Добро, младината си бара тоа што и навистина му иследува. Сега повторно пак ќе се навратиме на тоа дека сме поминале низ 2-3 години, 2 години беа, или не знам колку беа, во кој што навистина младината беше едноставно препуштена самата на себе. Сега, што е работата? Доваѓаат група на млади луѓе и бараат кај началникот да им дозволи, има една просторија, за да ни ја дадете, за да можеме едноставно да се дружиме, да разговараме, да размислуваме, да разменуваме идеи и сето тоа си го носи своето. Ние не можеме сега од оваа
говорница да речеме, дали јас ќе биде утре градоначалник, тогаш кога ќе биде еден од нас градоначалник, тогаш можеме да зборуваме и да ветуваме. Оти не можеме сега ние, вие сте млади луѓе. И ќе речете, да, добро, ќе направиме сето тоа. Тука да беше господинот друг, ќе рече, да, ќе направиме. Ама не сакаме да ве лажеме. Мислам, ја не сакам да ве лажам, искрено. Едноставно, треба да се соберете и да си го барате вашето. Вие сте полнолетни луѓе. Вие сте веќе академски граѓани некои. И токму заради тоа, треба да си го... Ако не барате тоа што ви следува, тогаш да знаете дека ништо нема да добиете. Ви благодарам. Имаме уште две прашања од публиката. Одиме и со овие две прашања. Повеле. Добар ден, јас сум Никола Думовски, представник на Младински образовен форум, и моето прашање е посочено кон двајцата кандидати. Вие пред тоа спомнавте дека планирате да вратите политиката во секое семејство, но според мене проблемот е што баш тоа што политиката е навлезена толку длабоко во сите семејства. Дали имате некои конкретни мерки за департизација на општо на повеќето сфери во општина Велес, посебно на едукативниот систем, бидејќи имаме примери од пред неколку години, посебно кога беа средношколските протести, кога имаше професори што дури ги заклучуваат децата во училница, што им се заканува дека ќе им навалат поведение или оцени доколку излезат на протести, што дури се закануваат по нивните фамилии, дека ќе се закануваат по работните места, по просперитетот. Тоа е моето прашање, и дали тие луѓе конечно ќе одговараат за тоа што го направија. Господин Куцевски. Вашата констатација не беше соодветна, веројатно не сме се разбрале. Јас зборував дека ние ќе отидеме до секој домаќинство за да ја образложиме нашата изборна програма и да ја повараме нивната доверба. Тоа не е политичко влијание, баш напротив. Јас не се согласувам и мислам дека е жално тоа што и се случува на Македонија, да биде толку премногу влијателна политиката во животите на сите граѓани на Македонија. Во споредба со некои западноевропски држави, навистина е катастрофа во Македонија, таму дури не знаат кој им е премиер и кој им е председател, затоа што секој си живее според својот живот, може убаво да заработува и не го интересира политиката. Кај нас сите сме инфицирани од политика, затоа што од политиката зависи нашето секојдневно живење. Мора Македонија да се ослободи од тие канџи, политиката да нема влијание врз животите на граѓаните, а тоа ќе се случи тогаш кога ќе има економска перспектива, кога младите и другите ќе се вработат, кога ќе имаат екзистенција и кога политиката не ќе може да влијае врз нивните животи. Се согласувам дека имаше многу пропусти во образовниот процес, многу недемократски чинови од страна на директорите и класните раководители во училиштата. Тоа мора да стане минето. Младите мора да им се даде шанса сами да можат да го креираат своето мислење и да ги бараат своите права, без оглед дали се средношколци или се студенти или се... Добро, основците се малку помали, таму веројатно треба да има и влијание на родителите. За жал, партијата која беше на власт наметна таков систем на гледање на работите, дури да биде жалоста уште поголема. Синоќа имаше конвенција на тие што не се денеска тука, во првиот ред имаше многу попови, што е за мене апсолутно неприфатливо. Не може Македонската православна црква да биде продолжена рака или да се инволвира во политички активности на политички партии. За жал, тоа е нешто што е неприфатливо и мора сите да се избориме Македонија да биде секуларна држава во вистинска смисла на зборот, како што е дефинирано со Уставот, и црквата да не се меша во политиката, ниту политиката да се меша во црквата, слично како во образованието. Господин Чушков, кој е вашиот став за деполитизацијата? Еве, што ви кажал. Јас тука наоѓам грешки кај родителите. Знаете зашто? Оти ги страв да ги преместат од едно место што е подобро на две скалила подоле. Заради тоа што дали таткото, дали мајката дошле таму и ги замолиле тие класни раководители да ги држат децата под клуч. Па тоа во Идризово го нема. Во право е младината што го кажува тоа. А знаете зашто? Оти колективна параноја владее овде. Конкретно колективна параноја владее. Има луѓе што се охрабруваат и знаат да го кажат тоа дека е така. И знаат дека треба да биде така. Арнома се плашат за работното место. Ќе го симне две скалила подоле. Има изваредни млади интелектуалци. Кој е решението? Решението е дека треба
народот да се ослободи веќе еднаш за секогаш од овие луѓе. Точно е дека сум бил човек на ВМРО ДПМН. Точно е дека сум бил на многу важни функции. Ама, со текот на времето, како растеа повеше и повише малите гулапчиња, станаа орли. Тие орли не ви го дозволуваат вас тоа што ви следува. А ви следува еден нормален живот. И не да спатите, утре ќе ти дојде мајка ти ќе ти рече, знаеш што, синко, мене ме ставија сега од гинекологија, ме ставија доле. Така ли е? Да бидеме искрени. Без вас, ние ништо не можеме да направиме. Треба некој да ни каже, вака како што се собравме ние, иако сте малци. Јавор Рачинов повише да има. Зошто? Заради тоа што иднината е во ваши раци. Не е во наши раци. Ние можеме да се снајдеме, сме се снашли така, некаде, некако или никако. Тоа е работата. Ви благодарам. Одиме со следното и ова е последно прашање од дел од публиката. Здраво на сите. Моето име е Дејан Ристов од фондацијата Фокус од Велес. Прашање до двајцата кандидати. До 2005 година и самиот кажавте, господин Коцевски, дека општина Велес беше незадолжена општина или долгот беше поприлично мал. Во 2017 година општина Велес е поприлично задолжена. Како мислите да го решите тој долг? Благодарам. Последните податоци само да дополнам се дека долгот на општината е 1,8 милиони евра. Повелете, господин Коцевски. Вака, значи, кога јас ја напуштив градоначалничката функција, општината беше без долгови, со сите платени фактури и 250.000 евра на жиросметката. Кога господинот Горан Петров ја напушти функцијата, исто така општината не беше задолжена и не беше превработена. Превработеноста и задолженоста се случи во последните 4,5 години. Долговите се многу поголеми од тие што се официјални, затоа што тука не се вкалкулирани долговите кон јавното комунално предпријатие кое е во собственост на општината, а и за сите овие градежни действија кои сега противзаконски во текот на изборната кампања се случуваат во Велес. Според некои проценки долговите се некаде околу 3 милиони евра. Тоа ќе биде голем проблем. Единствена дилема дали да прифатам да бидам кандидат или не, беа долговите на општината, затоа што никој не би сакал да биде градоначалник на општина, а пола од мандатот да го потроши во враќање на пари на должници. Дали тоа што прифативте значи дека имате решение? Да. Моите намери се да направам исклучително силен тим на млади кадри кои зборуваат повеќе странски јазици, кои се исклучително добри во подготовка на проекти, и тоа што нема да можеме да го реализираме со средства од буџетот на општината, да го реализираме со средства кои може да бидат и во милионски суми на евра, доколку проектите се издржани од предпристапните фондови на Европската унија, каде што има многу пари, но кои Македонија не може да ги искористи затоа што нема добри проекти. Исто така има средства кои може да се црпат и од фондовите на Европската унија за прекогранична соработка и од други странски донатори, и моите визии се со домаќинско работење полека да ги вратиме тие долгови, а да ги надоместиме проектите со пари од меѓународни донатори. Благодарам, господин Чучков, и вие споменавте дека долгот е поголем. Како вие би го решили? Тоа беше и прашањето. Сега вака ќе ви кажам. Точно е дека додека беа господин Коцевски и Горан Петров, се функционираше. Во еден одреден момент општината немаше пари да плати основни работи. Таму им беше повише паметот да направат хациенди на езерото Младост, да се направат таму некои си туристички објекти кои што ништо не носат, и воопшто не беше инвестирано во нешто кое што треба да знае. Мене ме чуди како може да дозволат толку години пензионерскиот дом, што е нов пензионерски дом, тука го гледам господинот Сазов, тука, да, стои празен, а има луѓе кои што се непокретни. Тука многу убаво пишува дека само се промовира, вака вика. Ние сите тие луѓе кои што да ги носиме во други старски домови, затоа беше направен тој дом за старачки, за луѓе кои што се едноставно Имате ли решение за долгот и би се нафатили на функција за долгот? Решението за долг не е само во пари, него е во нешто што се градело, а што не е фактурирано.
Значи нешто се градело. И тие се пари. Господин Коцевски, колку рече господине Коцевски дека сме задолжени? 3 милиони евра. 3 милиона евра. Ние сме повише задолжени од 3 милиона евра. Веројатно ќе треба да чекаме од следниот градоначалник кој ќе биде да ги соопшти вистинските бројки. Ја следите првата таунхол дебата во топ тема на ваша страна од Народниот театар Јордан Хаџиконстантинов Джинот во Велес. Се враќаме по кратка пауза за реклами. Добре дојдовте назад во таунхол дебатата од Велес со очување на кандидатите за градоначалници. Овдека со нас се господинот Аце Коцевски, кандидат за градоначалник од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и господинот Чушков, кандидат на Народното движење за Македонија. Славчо Чадиев од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН лично, а и Централниот изборен штаб на партијата ја одбија поканата за учество во вечерашнава дебата. Во продолжение следува делот во кој што микрофонот за прашања им го отстапуваме на представниците на политичките партии. Тие имаат право на по 2 прашања. Ќе одиме наизменично. Прво прашањето го поставуваат од Народното движење за Македонија. Ве молам со вашето прашање, а правилата се дека прашањето мора да биде до спротивниот кандидат. Повелете. Ви благодарам и пред се би сакав да ви посакам добре дојде во градот на Рацни. И јас малку пред моите прашања сакам во неколку секунди да резимирам нештата, на тоа го прочитувам во дека ние работиме на разбивање на двопартизмот од следниот причини, затоа што не успеа да создадат лидерство, него раздор и да го влекам понатака. Така да едните ако градат, доваѓаат, другите рушат. Или обратно пропорционално. И сега прашањето е. Сега прашањето е. Иде двајцата кандидати. Има една поема која вика: докај стасав ти продолжи, што задолжив ти раздолжи, што не можев ти направи. Па дали би оваа поема важела и за двајцата градоначалници, да не рушат едниот кој ќе се замени, другиот тоа што го направи, него да продолжи да го држава, иако е задолжено да го раздолжи, и што не успеа да направи. Тоа ми беше прашањето. Ви благодарам. Бидејќи се представник на НДМ, вашето прашање ќе го одговара само господинот Коцевски, такви се правилата. Повелите. Благодарам. Па во самото прашање се содржи и констатација, односно одговор. Се подразбира дека Сакал Нечел, следниот градоначалник, мора да ја раздолжи општината. Сакал Нечел мора да продолжи таму каде што застанал предходниот. Јас би сакал да бидам запамтен, и така ме памтат граѓаните на Велес, како градител, а не како некој што руши. Значи, ќе градиме многу за добро на сите граѓани на Велес, од двете страни, во сите населени места, без оглед на нивната верска или национална припадност. Значи имаме дополнително прашање, до сега тоа не е така, дали ќе биде така? Се извинувам, повелете со микрофон доколку имате дополнително прашање, меѓутоа бидете сосема краток. За во практика тоа не беше така. Вие самите знаете, она што го игралиште, вие го направивте доле, тоа веќе не личи на ништо. Пасат коњи магариња, градоначалникот кој ве наследи не успеа да го одржава. Ви благодарам, краток одговор. Ви благодарам. Колку тоа биде така, вие како се викате, ќе ме радuje, само тука го гледам напредокот, на друга страна не. Повелете, добро рековте, значи тоа што јас сум го направил, следниот градоначалник не успеал ни да го одржува, и затоа таму пасат коњи и магариња. Заклучокот е јасен, значи довербата не треба да се дава на тие што не знаат ни да го одржуваат тоа што некој пред нив го направил. Ви благодарам. Одиме со првото прашање од представниците на поддржувачите на господинот Аце Коцевски, и според правилата тоа мора да се однесува за против кандидатот. Повелете. Според правилата, вашите прашања одат само кон против кандидатот од другата партија. Повелете. Добро вечер и од мене. Јас сум Славчо Димов, представник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господине Чушков, сегашните газди на хотелот Интернационал самоволно, без промена на детално-урбанистичкиот план, градат деловно стамбен објект кој е сосема спротивен од урбанистичкиот план.
во кој треба да стои хотелски комплекс. Какво е вашето размислување во однос на хотелот Интернационал? Поранешниот градоначалник не праќаше ни инспекции и се во неговата сама изјава тој не е што даде за CNN, но не е неморален политичар. Кој е вашето мислење за хотелот Интернационал? Сега вака. Не сакам да употребувам зборови кои што не ми личат. Дали вие колку години живеете во овој град? Ја би ве прашал сега вас. Вообичаено е градоначалниците да одговарат, не граѓаните. Добро, во ред. Кога се кандидираат. Знаете што се случи со хотелот Интернационал? Човекот што го имаше го купи за 600.000 евра. Негова беше и бензинската пумпа и моторот. Македонија. Што направија Али Баба и 40 разбойника? Едноставно го принудија. Не му дозволува да си ги пумпите, не му дозволува да ги употребува. Ме прашаа за решение, ве молам да бидеме побрзи за да имаме повеќе прашања. Решението, знаете каде ќе го најдете? Да ви кажам каде ќе го најдете? Во шутка. Јас сум многу сериозен. Решението ќе го најдете час поскоро во шутка. Ви благодарам за одговорот. Следното прашање е повторно од поддржувачите на господинот Чушков и ќе биде упатено до градоначалникот на кандидатот за градоначалник од СДСМ Аце Коцевски. Ве молам да станете и поблиску со микрофоните доколку имате уште едно прашање. Значи, кандидатите од поддржувачите на господинот Чушков се откажуваат од правото на свое второ прашање. Ги молам поддржувачите на господинот Коцевски со нивното второ прашање. Добро вечер. Јас сум Семра Фехратовиќ од село Горно Оризари, партија СДСМ, и би сакала да поставам прашање до господинот Гоце Чушков. Колку тој би бил градоначалник на општина Велес, уште колку време би требале да чекаме ние граѓаните на село Горно Оризари да добиеме вода за пиење, додека вие доаѓате кај нас да ги барате гласовите за локални избори. Вие сте од Оризари? Да. Јас сега бев во Оризари. И седев со Изет и пиев пиво со него. Добро, тоа што седеше да пиеш, тоа е друго, ама ние немаме вода за пиење. Сега јас да ви кажам нешто. Знаете што? 100 што прават, еден што прави, 100 ќе искршат. Знаете зашто? Заради тоа што таму има специфичен народ. Луѓе кои што, еве, отворено ќе кажам, разговарав со другите луѓе таму, со мене беа и двајцата мои пријатели. Знаете кога ќе имате вода? Вода која ќе имате? Кога ќе стане Аце Коцевски градоначалник. Овдека изнегува дека вие сте како поддржувач на господинот Коцевски. Јас сум веројатно, оне градежи. Реков ве замолив да ако сакате езеро да ви направите, ви направам. Аплаузи без оглед на очигледната поддршка што кандидатите ја имаат меѓу се. Ако сакате езеро, можеме да ви направам езеро. Не е проблем тоа. 2 хидраш и езерото е направено. Ама за ова што ме прашавте, тука е докторот. Нели така? Не би сакал да зборувам нешто што не ми е фах. Тоа е работата. Ви благодарам. И тоа беше дел од прашањата кои што доаѓаат од партиските представници. А нема некој кој што подобро ги познава и локалните политичари, но и локалните проблеми од новинарите кои што работат во Велес. Во следниот дел, кодомаќини заедно со мене во оваа дебата и практично главниот збор ќе го имаат колечката Убавка Јаневска и колегата Петар Печков. Почнуваме со серијалот прашања на колешката Јаневска. Убавка, повелете. Ви благодарам. Поздрав до двајцата кандидати. Јас би сакала моето прво прашање да го насочам кон, можеби според мене најсериозниот проблем во градот, а тоа е сообраќајната џунгла на Велешкиот асфалт.
Би сакала да ве прашам како ќе го решите проблемот, дали имате излезно решение со се она што се случува во градот, со преполните улици со автомобили, узурпираното право на пешаците да минат по тротоарите и секако паркирање или затварање на приоди до институции и останати продавници па и се поред. А моите колеги знам дека се наоружени со многу прашања, ќе ве молам за прецизни одговори. Повелете од господин Пешков. Вака се. Точно е тоа дека Велес има наеднаш се наполни со оние колини што ги носат од Германија, пошто Германија ги забрани колите што се на дизел и тука си ги донесува они. Од кога стана, да не спомнувам кој градоначалник, рече јас ќе направам 2 катни гаражи. Ни една нема од една катна гаража. Истото тоа што го каже и господинот Коцевски, и јас го напишав тука заради тоа што сум бавчованџија, одам по бавчите, мислам освен агроном што сум, и луѓето ме прашуваат бе кај се гараживе? Кај се овие тезгите? Вода во целиот пазар, луѓе, сватете едно нешто. Има само една чешма за пиење вода. Една чешма само. Имате уште 15 секунди за одговор или завршите? Не, сакав уште нешто да кажам. Работата е во нешто друго. Мора да се постави режим на сообраќај. Ако не се постави режим на сообраќај, бадијава е се само да зборуваме. Господине Коцевски, повелете. Прашањето е едно од најважните прашања кои ги засегаат граѓаните на Велес. Во Велес владее сообраќајен хаос. Градот е многу специфичен, стар, со многу тесни улици, со лоша конфигурација на теренот, што значи стрмни и тесни улици. Заради тоа, мојот план е следен. Веднаш постапувањето на функцијата градоначалник ќе ангажираме професионална стручна фирма која има искуство во изготвување на сообраќајни студии, затоа што не сакам како сега што се прави да се прават парцијални решенија, туку да се направи комплетна сообраќајна студија која ќе понуди од компетентни луѓе решенија што треба во Велес да се направи за да се подобри одвивањето на сообраќајот. Не само во центарот на градот, туку особено за пристап кон двете големи цркви, каде што секојдневно има погреби и други настани, црквата Свети Спас и црквата Свети Пантелемон. Дали тоа ќе биде со еднонасочно организирање, регулирање на сообраќајот, кружни текови или некои други решенија, меѓутоа тоа да биде направено од професионалци. Би искористила моментот и за подпрашање, ако може. Граѓаните предлагаат зошто не се стави во употреба возови кои што попатно би застанувале на неколку локации во градот, со кои што би се превезувале граѓаните. Дури тие предлагаат, велат, зошто тие локални возови не би доаѓале од Чашка, па не би оделе до Градско, со цел да се растерати гужвата и сообраќајот во централното подрачје на нашиот град. На тој начин би им помогнали невработените во Колска, ќе има потреба од повеќе вагони, ќе има потреба од поголема работна рака, одржување, а најбитната работа, граѓаните ќе можат да ги користат како превозно средство, затоа што сега Велес не може да има метро, се разбира, не може да има ниту трамвај. Една од работите во оваа кампања е да ги слушаме и идеите на нашите сограѓани. Затоа ја прифаќам вашата идеја како добра, за која вреди да се размислува. Моето искуство со македонски железници е дека тие се многу конзервативна институција и тешко ги прифаќаат ваквите идеи. Се сеќавам во една прилика имавме такви планови во Велес да направиме постојки. Ни беше одговорено дека не може да се најдат соодветни локации каде што безбедно возовите би можеле да застануваат за да се симнуваат граѓаните и со тоа заврши приказната. Меѓутоа се надевам дека со промена на власта се променија и работите и на централно ниво и дека ќе имаме многу подобра соработка со македонски железници и дека вашата идеја ќе ја разгледаме сериозно и се надевам дека ќе најдеме соодветен одговор. Повелете. Јас се согласувам со вас заради тоа што покрај мојата куќа мине возот за Штип. И веќе сме научени, али во секој случај треба да се размисли. Заради тоа што таа улица во која што живеам академик Пенчо Давчев е улица во која што има голема фреквенција, нема ни тротоари, нема ништо. И сега додека ја пушти рампата човеков, има кривини,
не се исечени патиштата, Македонија па 3,5 години не е испадната со низината механизација да ги чисти и ендеците што се, каналите да ги чисти. Ама треба некој да им каже. Тоа е работата. А што се однесува до возниот ред, железницата е држава во држава. Од секој пат било така и така ќе биде. И ние не можеме ништо да направиме после тоа. Ви благодарам. Обавка, повелете со следните прашања. Па јас имам уште едно прашање. Ние сме сите велешани и малку кога ќе ја спомнеме екологијата, тогаш сме сензитивни. Во изминатиот период направен е напор за решавање на депонијата, прашањето со депонијата со троска. Да не ширам многу, значи го имаме концесионерот кој што ќе стопанисува во наредните 10 години и неговата цел е троската да ја извади од депонијата и да ја дислоцира од Велес. Станува збор за скопска фирма која што во моментов се соочува со сериозен проблем. Во договорот кој што е подпишан, концесионерскиот договор, меѓу другото, ставена е клаузула која што го третира отпадот не како инертен, туку како опасен. Тоа значи дека концесионерот сега длабоко размислува дали да продолжи со договорот или да се откаже од концесионерството. Ве молам двајца кандидати да ми одговорите на прашањето како ќе го решаваме овој сериозен проблем ако концесионерот си замине од Велес. Парламентарен договор, прво господин Чучков, па потоа 5 минути. Не имате 5, ќе морате за 2. За 2. Тоа што го кажувате вие треба да се направи. Може да се извадат сите оние други, али со кадмиумот не знаеме што да правиме ние. И токму заради тоа многу луѓе што имаат бавчи таму. Бавчи што имаат таму, кога направивме требаше да имаат сертификати за да испаднат на пазар за да можат да продаваат. Кога извадија се работи за нешто како што е повише од атомска бомба. Значи го апсорбираат. Сето тоа кадмиумот се апсорбира. Во еден момент, кога почна топилница, го знае и градоначалникот тоа, едно магаре и еден коњ не остана жив, се живо изумре од травата. Значи, ние мораме да бараме стручњаци, луѓе што ја знаат темата и таа работа што ја знаат. Еве го тука го гледам екологистот што е доктор Ебе, како беше? Да. Коциш. Сега е во јас сум цело време човек кој што се интересирам да дојдат одредени дрва, одредени работи, одредени пењвишки, одредени грмушки, што може да и впиваат, да го впиваат кадмиумот. Сепак моето прашање беше насочено кон фактот што ќе го изгубиме концесионерот, што ќе правиме ако тоа ни се случи. Единствената фирма после неколку пропаднати тендери е домашна фирма. Значи станува збор за скопска фирма. Како ќе го решаваме ова прашање ако човекот кој што ја доби концесијата рече се откажувам, троската останува во градот? Ве молам 30 секунди, па одиме со господинот Коцески. Само уште нешто. Човекот, ако нема капацитет, ако нема можност, или ако е во ситуација во криза, финансиска криза, го запре сето тоа. Погрешен договор, мислам, членот договорот го спречува да ја реализира, да го реализира тоа што посакува да го стори со Велешката депонија. Тој се откажува заради фактот што некој, а тоа е државата, му прецизирала дека станува збор за опасен, а не инертен отпад, како што го водеше претходно во постапката кога се распишуваа тендерите. Благодарам. Повелите, господин Коцески. Вака, значи, заедно со дел од присутните тука, пред се со господинот Ненад Коцич, ја креиравме Зелената коалиција и до некаде го решивме проблемот со загадувањето од топилницата, меѓутоа проблемот не е решен затоа што има така наречено историско загадување. Едно од тоа историско загадување е големата депонија со згура со која треба да се справиме, а вториот проблем е загадувањето на почвите каде што се одгледуваат раноградинарски производи со тешки метали и се разбира парковските површини и другите јавни површини. Јас со мојот тим работев на оваа тема, дојдов до поинакви сознанија од тие што вие ги имате. Има фирми од Кина кои го извезуваат од Албанија во Кина
сличниот отпад како нашиот од топилницата. Ние стапивме во контакт со тие фирми и тогаш јас дознав дека нашата згура веќе била издадена на концесионер кој размислува што да прави, затоа што прави испитување на содржината и тоа што му било кажано колкав процент во згурата има кадмиум, олово и цинк, дека не соодветствува со тоа што тие го утврдиле и дека тоа ја доведува во прашање исплатливоста на сите тие зафати што треба да се прават. Како и да е, може би нас ни одговара отпадот да биде наречен опасен како Велешани, затоа што тој кога би се транспортирал по улиците на Велес може да представува опасност за нашето здравје доколку тој испопаѓа по улиците и не се транспортира соодветно. Решение мора да се најде затоа што топилницата, иако е одамна затворена, се уште загадува преку депонијата, секогаш кога ќе дувнат ветриштата, прашината со честички од тешки метали ја носи кон градот, а и атмосферските води прават загадување на подземните води кои потоа ја загадуваат реката Варда. Ние имаме идеи како да ги разрешиме тие проблеми, пред се со ослободување на почвите од тешките метали, тоа што досега го работеше еколошкото друштво Вила Зора, планираме да го надградиме и да го продолжиме во наредниот период, а во врска со конкретното прашање ќе видиме како ќе се однесува концесионерот, ако се откаже во партнерство со владата, надлежните министерства ќе бараме друго решение. Ви благодарам и на убавка. Ќе се вратиме повторно со уште едно завршно прашање со тебе. А сега одиме со колегата Печков, повелете со вашите три прашања. Вака, пред малку го загатнавте оно што ми беше прво прашање. Неодамна еколозистите од Вила Зора истражуваа, видоа дека по една година употреба на масладената репка почвата може да се чисти, најмногу оловото, додека кадмиумот тешко. Веќе Чушков спомна дека тие имаат и некои сертификати. Моето прашање е за 20-та. Како мислите да се изврши фиторемедиација на почвата во Велес, прашање кое што е од локалната власт? Најлоше со кадмиумот. А точно е тоа дека точно е дека масладената репка ги абсорбира сите оние други што се не толку опасни што се честички и од него веќе прават луѓето нафта. Еве, Мак Петрол прави нафта. Има огромни плантажи што сушата ги уништи, али сепак извадија доволно количество за да може да си ги покријат трошоците. Тоа е работата. Сега, ние не можеме да ги убедиме нашите земјоделци дека времето помина на косата и на вилата. Дека треба да се употребува нова механизација, нови сорти, кои што едноставно ги абсорбираат и се фрлаат. Значи се фрлаат. Значи тоа е причината. Добро го знае тоа господинот, докторот што е. Значи, за се има начин, али кадмиумот никој не може да не убеди нас дека можеме да го изчистиме. Убаво каже и господинот Коцевски. Еден од камионот нека помине само еден бран, се едноставно оди на тротоарите. Ви благодарам, господина Коцевски, повелете. Вака, анализите покажаа дека почвата е загадена на длабочина од 40 см. Што и да се прави, треба да се прави во партнерство со жителите на Велес, пред се од селото Башино село и Одречани, кои својата екзистенција ја обезбедуваат преку одгледување на радноградинарски производи токму на тие површини кои се многу загадени. Треба државата да биде мудра, да им понуди многу джентлменски договор, да ги обештети граѓаните кои ги имаат нивите каде што се одгледуваат раноградинарските производи, за да ги стимулира, односно разликата од добивката помеѓу раноградинарски производи и шеќерна репка да им ја компензира, за да ги мотивира тие да се согласат своите ниви да ги дадат на располагање за садење на репки или други растенија кои имаат голема апсорбциона моќ. Без таков договор не можеме ништо да направиме. Тоа се однесува за тие површини. Исто така треба општината да размислува што ќе направи со ослободување од тешките метали на површините кои се под зеленило, значи парковските површини, детските забавни паркови и игралиштата, кои исто така се потенцијална опасност пред се за дечињата и за младите кои најчесто ги користат тие површини. Значи, решението е едноставно, само треба добра волја и финансиски средства. Повелете со второто прашање. Дали се слушаме? Второто прашање исто така засега сите жители на градот и општината се однесува на кочињата скитници, кои што нема граѓани кои што не реагирал на таа состојба, ги има во централното градско подручје и во сите делови на Велес. Прашањето е како планирате да го решите тоа? Видите, досега имаше заловување, кастрирање, стерилизација, вакцинирање, но нема резултат.
а нема прифатилиште. Кога едни деца од условно кажано деца, мислам млади од едно невладино здружение кои што за жал не се присутни тука, да ги пофалам, гласот на животните успеа да направат прифатилиште, да згрижат стотици животни. Како вие тоа планирате да го решите? Ќе бидам многу краток. Тоа што се доедени кучињата не се велешки кучиња. Знаете зошто? Сега ќе се зачудите зошто. Да бидеме попрецизни, во Куманово има две комбини. Зимаат пари од општината и викаат, ние ќе ја сведиме работата. Ги растовараат ке ѓубриште кај нас. Не разбираш? Значи кумановци станале поголеми мангупи од нас. Тоа е работата. Пошто ти знаеш Пере дека јас, тој го знам многу добро тој район. И кога шо правите, викам јас, еве ни избега загарите. Абе какви загари, вие се пудлици, бе човече, вие се сосема други раси се. Тоа е работата. А не сум застапник на труење со ланате, за тоа што е забрането, 5-та група на отровие. Значи, не сум застапник на сето тоа, заради тоа што погрешка може и некој дете ќе го фати. Ви благодарам, господин Коцевски. Јас го слушам гласот на граѓаните. Проблемот за кој господинот Печков зборува е многу сериозен проблем и тој проблем е присутен во сите делови на градот, дури и во мојот двор. Решение постои. Решението мора да се бара со хуман третман кон кучињата, затоа што тие не се луѓе, не размислуваат како нас и не се криви за тоа што се наше на униците. Мора да се изгради стационар, дали во партнерство со ветеринарната станица, односно прифатилиште или со некоја друга институција и да се обезбеди хуман третман на кучињата. Тоа е единствено исправно решение и верувам дека може да се реализира во краток временски период. Да, третото прашање ќе ми извини господинот Чушков е за Коцевски. Слушнав дека планирате, најавите вашата програма, изградба на ново училиште во новиот дел на населбата, во населба Тунел Керамидна. Прашањето ми е колку е тоа економски исплатливо, ако ги имате во предвид бројките, дека учениците кои гравитираат кон основното училиште Васил Главинов се намалуваат, оваа година во тоа училиште има осетно намален број на ученици. Дали е економски исплатливо на ваква мерка? Се работи за една прекрасна локација на која сега се сместени гаражите на јавното комунално предпријатие Дервен, што е апсолутно неприфатливо таа локација да служи за такви намени. Мојата идеја е да се дислоцираат гаражите на ЈКП Дервен од тоа место и таму да се изгради основно училиште до 4-то оделение, заради тоа што има скоро 2 километри, од некои делови повеќе од 2 километри патување до училиштето Васил Главинов, а тој дел на градот е исклучително жив за разлика од левата страна на реката Вардар. Има многу млади семејства, млади брачни парови кои имаат дечиња и ние треба да помогнеме да се разреши тој проблем. Другата алтернатива е тој простор да го искористиме за некои други намени, како например за дом за пензионери или нешто друго, а да организираме квалитетен и безбеден превоз на учениците од тој дел од градот до основното училиште Васил Главинов. Ви благодарам и последното прашање во овој блок од колешката Убавка Јаневска. Повелете со прецизно прашање и брзи одговори од кандидатите. Можно пократка и ќе пренесам уште едно прашање кое што често пати го поставуваат граѓаните. Значи Велес под вода, така го нарекуваат Велес кога заврнува дожд, ако е тој или малку пообилен или количината на вода, знаеме сите, се слева од ридовите во централното градско подречје. Би сакала да ве прашам двајцата градоначалници. Како ќе го решите проблемот Велес да не биде под вода, ако и како ќе и дали ќе искористите некакво се искуство во најскоро време со оглед на тоа што граѓаните реагираат, нема да зборуваме овој пат нели за штетите што водата ги придонесува на во нивните домови, туку комплетно за поплавувањето на улиците. Повелите, господин Коцевски. Пошто живеам во рурална средина, и ги знам работите како дете кај што ми дал. За краток одговор, бидејќи сме при самиот крај. Се работи за несвесни луѓе кои што немаат плац да направат куќа, ерозијата си го прави своето. Во секој нормален факултет има предмет ерозија кој што е многу важен. Кој е решението ако има? Решението е да се направат коридори еден против друг, за да може да неа чиста земјата, заради тоа што
И галериите истото си го прават своето, што се железничките галерии. Ви благодарам, господин Коцевски. Да, јас во мојата изборна програма нудам конкретно решение кое е многу едноставно, меѓутоа кој изискува солидни финансиски средства. Значи, заради конфигурацијата на теренот, ридовите околу Велес, кои се големо сливно подрачје, каде што нема растителен свет кој би ја абсорбирал водата, после секој обилен дожд, многу големи количини на вода се слеваат преку локалните улици до улицата Благој Ѓорев. Решението е да се изгради еден собирен канал, изохипса се вика линија која поврзува точки со иста надворска височина, значи над последните куќи во тие делови од градот, и потоа таа вода од тој канал преку канали кои ќе се направат по постечките улици Љубљанска, Костурска и Киро Чучук, односно Тодор Јанев, да се прифати и да се евакуира до реката Вардар. На тој начин трајно ќе се реши проблемот, тоа веќе на сличен начин го реши општина Струмица. Ние ќе пристапиме кон брзо решавање. Единствена енигма е дали ќе обезбедиме за брзо време доволно финансиски средства за тоа да стане реалност. Им благодарам на моите колеги. Две кратки блиц прашања. Господине Чушков, има ли проект кој би го поддржале на актуелниот градоначалник, кој што за жал не е тука, и би го продолжиле, а што не би повториле? Од краток одговор во 10 секунди. Ја би кажал само за 3 секунди. Многу се 10. Се што е направено, се е растурено. Та дури и пешачките премени не сака да ги направи, дека се пешачки премени. Ви благодарам. Господин Коцевски. Тоа што би го продолжил е идејата да се најде трајно решение за главниот градски зелен пазар со изградба на трговско-деловен објект, каде што би се решил проблемот и со паркирањето. Велес заслужува да има таков објект, а тоа што сигурно не би го правил, не би работел така како што работеше претходниот градоначалник, не би ја преполнувал општината со партиски кадри кои немаат појма од тоа што треба да го работат и се разбира би работел многу честно, домаќински, одговорно и не би ја задолжувал општината како што тие тоа до сега го праве. И за крај, господине Чушков, последните ваши минути напред кон камерата, ваше обраќање до Велешани, зошто би гласале за вас на следните избори како кандидат за градоначалник? Добре, јас повторно ќе кажам. Немав намера да се кандидирам за градоначалник, ама бидејќи имам голем круг на луѓе, што сум бил им директор и така натаму, и едноставно ме убедувале. Повише ме убедува старите отколку младите. Сега пак ќе повторам. Не може само две партии да бидат цело време, де едните, де другите. Има луѓе што сакаат да бидат едноставно не за едната, ни за другата партија. Сега, бидејќи со доста луѓе комуницирам, викам, ајде да видиме што ќе биде, заради тоа што морам да кажем и тоа. Капацитетот на претходниот градоначалник не можеше да издржи целата ова што се случува во Велес. Господине Коцевски, вашето обраќање до Велешани, зошто да го дадат гласот токму за вас? Па еве, ќе им се обратам на моите почитувани сограѓани, почитувани велешанки и велешани, драги сограѓанки и сограѓани. Предстојните локални избори се многу важни, тие не се обични локални избори, тие се важни затоа што од нив зависи и како ќе се развиват политичките настани во државата во наредниот период. Затоа ве повикувам масовно да излезете на вашите гласачки места, да гласате со чист разум, да ја дадете вашата доверба на тие кандидати што сметате дека најмногу ја заслужуваат. Јас ве повикувам да ми ја дадете довербата мене, затоа што сметам дека имаме добра изборна програма која нуди решенија на многуте проблеми во градот. Сакам да потенцирам дека за изборите локални, особено при изборот за кандидат за градоначалник, не треба да биде пресудна партиската припадност. Јас ги повикувам и честните гласачи, симпатизери и членови на ВМРО ДПМН да ми ја дадат нивната доверба, затоа што им ветувам дека функцијата градоначалник ќе ја вршам честно, домаќински и одговорно и дека Велес повторно ќе го вратам на позициите што ги имаше да биде најдобра општина во Македонија, општина со која ние сите ќе се гордееме, општина која ќе овозможи многу перспективи пред се за младите луѓе, за да може да ја градат својата сегашност и својата иднина тука на родното огниште. Ви благодарам. Господине Коцевски, господине Чушков, ви благодарам за учеството во првата таунхол дебата на
топ тема на ваша страна. Благодарности до Домот на култура, до Народниот театар Јордан Хаџиконстантинов Џинот, што беше наш домаќин вечерва. Ја поканувам публиката да ги поздрави за крај двајцата против кандидати, кои Јас ви благодарам за учеството. Благодарам на поканата и на можноста да ги изнесеме нашите визија. Благодарам уште една за учеството. Почитувани, тоа беше се во вечерашнава таунхол дебата. Ние продолжуваме и во другите градови. Ке ни има во Штип, Тетово, Охрид, Битола, Прилеп, Струмица и Скопје. Во следната емисија се гледаме од Тетово. Слободни сте.